Да. Одиме да речам практично со првиот разговор предвиден за денеска околу актуелните случувања, геополитички случувања во светот, но и кај нас. Анализираме за тоа она што можеби навистина беше една од светските вести, меѓутоа како што споменав на почетокот, каде се изгуби човекот и човечноста, имајќи во предвид дека во 21 век треба можеби многу повеќе да зборуваме за развој, за технологија, за предизвици, а ние зборуваме повторно за конфликти. Утрово нов конфликт помеѓу Израел и Хезболах, викендов ново жариште Иран и Блискиот Исток. Добар ден му велам на Александар Ристевски, аналитичар со кој што ќе проговориме секако и за овие светски актуелни теми, но и за она што нас како земја не очекува предизвици во однос на политичката сцена. Добре дојдовте. Добро утро и ви благодарам за поканата. На самиот почеток можеби ајде ќе почнеме со она што споменав, еве од утринава Израел изврши силни воздушни напади врз Либан, јужните предградија на Бејрут се погодени, има жртви, има голем број на повредени, луѓето бегаат. Она што дополнително го сврте вниманието, да речем, на јавноста по оние најави што следеа изминатиот период, тоа е отварањето на ново жариште во Иран и нападите кои што се случија викендов. Генерално, дали светот влегува во една навистина сериозна неизвестност? Видете, да не ме свати публиката и општо народот погрешно, ама нешто што пред неколку години се сеќам во емисија го кажа, тоа е како кај филозофите, како своевиден факт на размислување, велат мирот не е природна состојба на човекот, војната е природна состојба на човекот. Што сакам да кажам, како животински свет и ние како повисоко интелектуални битија, да кажеме, знаеме дека во природата имате доминација на посилниот. И помалку или повеќе треба да сме среќни што долг период живеевме во своевиден на светско ниво, да кажеме, поголем или помал мир, но ако извадиме статистика, да видиме низ годините, се е прашање на перцепција. Зошто? Од Втората светска војна, која беше едно масовно разорување и уништување, пред се на територија на Европа, значи Втората светска војна, пример, не ја зафати Јужна Америка. Јужна Америка нема сеќавање од војни, пример, на Втора светска војна или Австралија. Но имате борби на Хаваи, имате борби Кина, Јапонија, тој дел, и најголем дел од фронтот, што ние го нарекуваме нели светска војна, е Втората светска војна. Потоа ние можеме да кажеме дека сме влегле во еден период на долгоречен мир, но ако повторно разгледаме што се случувало од 45-та до 91-95-та бившо југословенскиот конфликт или војна состојба која ние имавме, ќе сватиме дека во светот имало 3-40 војни. Значи не било и така мирно. Така да ние сме сега во еден период на зголемено медиумско влијание, на брз проток на информации, на интернет, се ние на дланка, можеме да видиме во реално време што се случува, за разлика од пред 20-30 години. И сега сето тоа што го погодува Блискиот Исток, што се случува во Украина, што се случува сега со Средниот Исток или, да кажеме, Иран и тој дел од светот, ние непосредно го гледаме и нормално е таа анксиозност, страв и нормално параноја дека тоа може да се прошири на поголемо ниво, го зафаќа народот. Но, пак ќе кажам, се тоа што сега се случува, или искричење, конфликт, бомбардирање, брзи војни и се останато, е нешто што во континуитет го имало и го има. Дали ова е своевидна опасност да може би ескалира или пак се прошири? Секогаш таа опасност постои и наше единствено да се надеваме дека ќе проработи разумот кај поголемите државници или пак дека тие конфликти или таа злоупотреба, еве да кажеме, на воена сила во најбрз можен рок ќе се заврши. Так, знаете зошто го почнам еве веднаш со она што е во фокус на светската јавност. Дополнително ќе зборуваме нели по заклучоците од Советот за безбедност вчера што беа. Меѓутоа генерално во 21 век постојано како да говориме дека диалогот е практично послаб од оружјето, а имаме ситуација во која што пак разумот е потивок од омразата. Се чувствува некоја загриженост. Сега ако го анализираме тоа во последниве денови и по бројот се зголемува бројот нели на наши граѓани кои што побараа помош на отворените телефонски линии за контактите кои што Министерството за надворешни работи нели ги даде, дека веќе околу 100
50 така, има граѓани кои што побарале помош. Загрижува нели и самиот факт дека се наоѓаме во едно турбулентно време во кое што не може практично да се предвиди малку мир и спокој. Ќе се сложам дека разумот треба да преовладува, но пак ќе кажам, така не е како што светот функционира. Секогаш посилниот сака да издоминира, да завземе, да превземе, на крајот на криштата ние сме мала држава и нас на многу начини, затоа што ние забаруваме секој некој во студентски денови барем малку учел дефендологија или одбрана и заштита и се останато, има нешто што се вика специјална војна. Јас сметам дека Македонија 35 години е дел од специјална војна. И тоа придонесува луѓе да се изразболат и да се раселат и да се заминат од државата. Дали е брза или кратка смрт, зависи како шокантно ние го гледаме тоа. Предизвикува влијание врз сите нас, го наштетува и менталното, и душевното, и секаквото здравје, но дефинитивно према нас себе како нација и како народ се води специјална војна. И то во најголем дел и од соседите и од некои други сили, ради нивни геостратешки интереси. Дека многу по-страшно, многу по-фрапантно е кога ќе видите како одредена бомба, да кажеме, влетува во еден објект, се распрскува и уништува преку ноќ 20, 30, 50, 100, 200 луѓе, апсолутно е страшно. Страшно е и за неверување ни ствара стрес. Но методите на компромис, методите на разговор, на крајот пак се сведуваат на една работа. Посилниот, подоминантниот и оној кој има цел и агенда да ве завземи, да ве окупира или да ги земи вашите природни ресурси, ќе надвладеат на крајот на криштата. Зошто ние ретко гледаме ситуација за воени действија и уништување и убиства на луѓе во земји кои, пример, не ни се многу во видното поле, да кажеме, некои централноафрикански држави, некои држави во сферата на Индокина, не гледаме што се случува во Афганистан и во Пакистан и многу не за сега. Не сме хиперсензитивни, пример, околу тие држави. Но од друга страна поемотивно реагираме каде што некој ни е поблизок, културолошки, јазички, физички, да кажеме, во далечина, и тоа ни предизвикува поголем шок. Иако ова пак ќе кажам, не ги релативизирам нешто, да само ја кажам реалноста дека воени конфликти, решавање на конфликт на насилен начин, човечки жртви и сето тоа е нешто што се случува, не е нешто ново. Сега, прашањето зошто се случува? Пак ќе дојдам до битната поента. Ресурси, средства и мојки. Ние нигде нема да слушнеме каде ќе се истепаат некој на верска или на етничка основа, но ќе видиме кога некој некого ќе завземе и после сака да му ги црпи природните ресурси без огледалие тоа нафта, природен газ, некоја руда или нешто што вреди милиарди, тогаш сите ќе бидеме запознаени и ќе бидеме хиперсензитивирани преку мас медиумите. На крајот ме утринава, баш додека бев горе кај вас во просторите, прочитав една работа. Цената на нафтата, токму примереве на руските компании, кои работат и со нафта и со газ, вредноста и цената им се качи. Така да, на крајот на криштата, да не заборавиме една работа. И кај нас и сегде во светот. Многу луѓе кога има воена состојба патат, но има луѓе кои тоаш заработуваат и тоа многу. Така, една од, да речам, грижите беше токму тоа што го споменавте, стравувањето од економски последици. Држава која ги обезбедува своите ресурси и која се грижи за себе, нема влијание. Ние долги години ја уништувавме енергетиката и кога се случи кризата, не растури тоа, државата даде стотици милиони пред 4-5 години, стотици милиони даде за субвенции, но ја уништи економијата, тоест ги уништи малите бизнеси. Зошто? Затоа што една просечна, да кажеме, сладкарница или пекара, која е уклучена на индустријска струја, од сметки од 20-30 илјади денари почна по 2-3 илјади евра да им стигаат. И тоа влијаеше директно врз вас и врз мене. Зошто? Па ги крена цените на колачите, на лебот, на кифлите, на бурекот. Колку и банално да звучи, токму тоа влијание предизвика тоа. Ние долги години не вложувавме ништо, ние после Света Петка, која е изградена и матка, која се изградени прилично одамна, уште пред 20 на години, ние немаме ништо во базична енергија вложено, значи немаме нови хидроелектрани, нешто во ветерници вложиме, сончевите панели, тоест фотоволтаиците се добри, но тоа зависи од Дедо Божи, од временските услови, дали има сонце, колку има сонце, и се ствараат, да кажеме, вишоци баш во период кога не ви е потребен,
Така да не може да си играте, не може да ја регулирате таа енергија како што може, да кажеме, водената енергија со брани и останато. Слично и со земјоделието. Ние околу скоро 20 години, од владата на првата на Груевски 2006, навака 20 години даваме субвенции за земјоделие, секоја година повеќе, секоја година помалку земјоделие имаме. Што е фарсата? Фарсата е што парите, според мене, и ова го имам кажувано јавно и пишувано во колумни, дека парите погрешно се даваат, на крајот на криштата се даваат пари, еве сега министерот за земјоделие прави измени, значи субвенција се добива за земјоделие кој оди на пазар, а не за лична употреба. Замислете, еве вие имате некое земјиште и си одгледувате грозје за да си направите сама за себе вино или ракија, и државата ви дава субвенции. Нема логика, значи мора да е еден квантум на производство кој ќе се пласира на пазарот, за да ја намали се вкупната пазарна цена, да кажеме, за комитентите, државата ја субвенционира, за да не бидат во предност трговците, тие кои ни набавуваат роба од странство. На што ни се случи низ годините? Ние млеко, речиси, немаме наше. Видете ги македонските производители, јас никош не се трудев да приметам тоа, но ми се отвори очи. Видете, еве, некои од домашните фирми каде што пиете јогурт. Видите кај е произведен јогуртот, или дали пиете млеко во прав, да кажеме, од Босна, а ви се продава како македонско. Например, ова не е измислено, проверете, ќе видите самите. Пошто мора во декларацијата, нели, на самиот производ да пишува, така да ние се залажуваме себе. Месото од кај ние, дали имаме домашно производство на месо? Порано, до почетокот на 90-тите и во социјализмот, нели, до 91-а, се сметаше дека Македонија со земјоделски производи може да нарани 20 до 30 милиони народ. Ние сме 1.800.000 и увезуваме земјоделски производи од Албанија, од други земји, од не знам од каде се не носиме. Ајде да увезуваме мандарини, портокали, банани, тоа е разбидливо, и авокадо. Ама почнеме да увезуваме домати, краставици, кромит. Нешто што е компир, нешто што е наша базична граф, нема веќе тетовски граф. Те јаделе тетовски граф? Нема, од Киргистан го носиме. Гравот кој го јадиме од Киргистан. Епа, тука околу дестабилизацијата и проблемот на самото општество и можноста да бидеме нефункционални, јас го гледам од тоа. Државата мора повторно да се врати на базичното и да обезбеди. Друг проблем што производството на земјоделие, ние со години немаме производство на семенски материјал. Ако зависите од увоз на семенски материјал, и тука немате. Значи, прво треба да имаме семенски материјал, треба да одгледуваме стока, живина и се останато, треба да одгледуваме земјоделски производи кои ни се потребни и базична производство на енергија. И последното, но не најнебитно, долгорочно многу битно, одливот на млади кадри. Пред некој ден гледав еден професор од Битолски универзитет, вели 3 пати повеќе битолчани студираат во Словенија отколку во Македонија, тоест во Битола. Збориме за Битолски универзитет. Па, тоа е тоа. Значи, македонците, 1000 и нешто луѓе студираат во Словенија. Од нив рачуните 20-30% да останат, во главно остануваат најдобрите. Ние перспективно ќе немаме ни доктори, ни инженери, па ни уметници, нема да имаме ништо. Така да стратегијата една држава ја прави краткорочно, среднорочно и долгорочно, а јас, барем досега, немам впечаток дека тоа сме го имале. Така. Интересна анализа, меѓутоа кога ќе ја гледате вака од оваа перспектива, многу работи се вклучени. Не само она што на геополитички план се случува, стравувањата, ете, можеби еве и оценката, ќе ја проанализираме, состојбата во моментов е стабилна и безбедна, беше генералната оценка по синоќешната седница така на Советот за безбедност. Меѓутоа, сите овие прашања кои што директно не засегаат како граѓани, мораме да ги гледаме и од еден друг аспект. А тоа се евроинтеграциите за кои што многу зборуваме, но реално малку како да се прави. Каде кочи целиот процес, сега веќе во последниот, да речам, период почнува да се разгледува онаа најава дека можеби ќе има можност да се седне на масата, но без влијание. Ние се лажеме себе си. Ние немаме процес на евроинтеграција. Ова се што државата пробува да го прави во задниве година дена, тоа е процес на евроинтеграција. Safe City е евроинтеграција, кој сака да каже нека не е. Значи Safe City како принцип, како начин и стандарди на функционирање е евроинтеграција. Според мене не е евроинтеграција она што се промовира со одредена джендер култура, тоа за мене не е евроинтеграција. Да, почитување на правата на луѓето, но забегување затоа што истовремено се ништат правата на тие кои не се согласуваат со тој тип на идеологија. Едното да имате правото да го користите, другото е на тие кои се реално мнозинство да им наметните право со кои
тие не се согласуваат. Така да тука не го гледаме баш на ист начин. Јас се уште имам и планирам да имам конзервативни ставови по многу аспекти, иако почитувањето на човековите права, значи никој да не биде дискриминиран, тука се согласувам. Сега, Safe City е дел од правата. Рушење на дивоградби, на времени објекти, отстранување на нив е европско право и европска политика и евроинтеграција. Мене ми е фасцинантно, после, според мене, пак ќе кажам, многу аспекти лош закон во 2011 за легализација. Зошто? Затоа што се даде карт бланш дури на нелогични места да се легализираат грди, нестабилни и нефункционални објекти. Од друга страна, таа идеја на таа влада, тогаш на Груевски во 2010-2011, беше добра затоа што решаваше па други многу проблеми. Кои проблеми ги решаваше? Па решаваше затоа што, пример, луѓе умираа, не можеа да пренесат имот од татко на син, затоа што објектот не му постои. Цели населби изградени на државно земјиште, што ќе направите? Вие не можете стотици илјади луѓе на улица да ги оставите. Значи морате да најдете решение. Друго, конечна можност тие објекти легално да добијат и да им се наплати струја и вода, што многумина до тогаш беа на диво приклучени и ја злоупотребуваа, да кажеме, државата и системот. Значи, се решија многу проблеми, но се отвори еден куп нови. Значи, и таа идеја и тој концепт кој се отвори требаше се доработи. Со оглед дека сега истече рокот од 15 години за решавање, а нашата бирократија не успеа тие стотици илјади случаи да ги реши, сега се случи едно одложување за уште 5 години, но луѓето повторно, пазете, пак каква кардинална грешка прават. Јас постојано читам, кога ќе има нов закон за легализација? Нема да има. Нема да има, прашајте го министерот за транспорт, прашајте го премиерот, прашајте ги нема да има. Но тоа знаете што значи? Дека многумини после 2011 продолжиле да го злоупотребуваат законот. Што не е мислење, факт е. Не многу како до 2011, но имате еден куп изгради и кујки и објекти кои се реално дивоградби. Реални дивоградби. И самото воспоставување ред, самото барање чаре на истото, луѓето не го сакат, ама сакат да влезат во Европска унија. Како ќе влеземе во Европска унија? Ќе примеме бугари, ќе направиме... Чекайте, луѓе, ние направиме еден куп постапки и на крајот, кога ќе дојде Европа да ве толчи, нели, низ поглавијата, пак се во ова за кое зборувам ќе мора да се ри. Не дали сакате, не дали може. Без тоа нема пројдов. Неки има правила, ама обврски? Да, затоа велам, ние не сме искрени према себе. И како народ, и како нација, и дел од политичарите со народот. Мене, пример, многу пати ми се случило, добар дел од народот поддржува за ова што збор. И кога кажам нешто што не им одговара, јас сум тој што е на напад. Ама јас им велам, знаете што? Јас ова што ви го кажам, веруете ќе се случи. Праксата покажува дека е така. Мојата искреност ми прави мене штета во животот, но таа искреност, тоа отварање на очи ќе им дозволи на луѓето да сватат една работа, дека нема одоколу, нема прекутрупа, нема заобиколен пат. Така да, ова што актуелната власт вели, да, добро, бугари во устав, нема проблем, но Бугарија, за разлика од хрвати, словенци, евреи и други кои планираме, нели, со тој бран на уставни промени да ги инкорпорираме, тие не го признаваат нашето постоење и тие се закануваат со наше блокирање. Ние немаме проблеми со хрватите, со босанците, црногорците или другите кои планираме екстра во уставот да ги ставиме. Ние и со тие актуелните кои се немаме. Но оваа етничка припадност во државата или сосед и нација нас де факто не ништи како народ. И ни ограничува права на крајот на криштата, почнувајќи од кога беше 2019 или 2020, кога французите за прв пат не блокираа, само беше кажано дека тоа така ќе биде. Значи, ние сега отворивме еден втор, уште поголем проблем, за разлика од претходниот, со Грција, кој се однесуваше на далечното минато, кое да, не боли, не засега, но ова е многу поактуелно. Некој ви ја негира сегашност или скората иднина, иднината на вашиот дедо, на мојот дедо, на вашите и моите родители. Извинете, да, мене како Александар, на крајот на криштата се викам Александар, имам име кој очигледно на грците им смета, а и најчесто име во државава, вака интересно како податок. Колку и да кажеме дека е бенигно, сепак е во далечното минато. И ајде некаква заедничка историја, ајде некакво сложување, иако сме навредени и понижени. Ова сега што ни се случува се актуелни сегашни процеси. Така да, на крајот на криштата, ќе се сведи се на една работа. Кога треба да влеземе во Европска унија, скај вас во студио еднаш или два пати го имам кажано, и едно 2-30 пати на други дебати емисии.
во Европска унија или нема влеземе никогаш, или ќе влеземе на купче цел Западен Балкан одеднаш. Секој тој што мисли дека некој ќе ја пикне Црна Гора или Албанија, па ќе ги остави другите како буре барут, па после тие да ги уценуваат Босна, Србија, протекторатот, новата држава нели Косово и Македонија, гадно се излажал. Значи, тоа туркање на државите или пример Албанија отишла понапред, па Црна Гора исполнила вакви, не, јас стојам цврсто за тоа. Западниот Балкан, без оглед што ќе се случи со интеграцијата на една Молдавија и Украина, во каква и да е форма, со оглед дека 1/4 од територијата е веќе де факто окупирани за земена од страна на Руската Федерација, без оглед тие дали ќе влезат во тој план, Западниот Балкан, ако влези, ќе влези одеднаш во купче, затоа што само тоа е одржливо решение и нема да отвори нови проблеми, нови конфликти и нови поделби. Освен ако некого му не е идејата и намерата тоа да направи, да креира проблеми и поделби. Така да се е во рацете на западниот свет, на Европската унија и на Соединетите Американски држави, па и Велика Британија, кои иако не се нели во системот на Европската унија имаат силно влијание врз политичките процеси. Прашање е кога тие ќе одлучат, со која цел и со брза булдожер дипломатија тоа да го спроведат. Ако го спроведат и ќе се смени устав, и ќе се направат промени, ќе се направи се, и Македонија заедно со целиот регион ќе се интегрира во Европска унија. Или нема да се случи тоа. Но интересен е сега додека говорите и ставот на Рама и на Вучич со новиот предлог до Брисел. Не инсистираме на членство, но бараме пристап до единствен европски пазар и Шенген. Па добро, тоа е она што и Мицковски го кажа. За влез на Македонија во Европска унија во две брзини, да кажеме. Или членство полноправно без право на глас. Временски детерминирано. Зошто? Затоа што треба да сватите една работа. Во Европската унија, меѓу другото, е детерминирано од број на население и тука доаѓаат бројот на депутати или на представници во Европскиот парламент. И вие сега се доведувате во една ситуација каде што на Полска, заедно со Романија и со уште неколку држави, може во голема мера да ги блокира огромен дел од процесите, таму каде што западноевропската заедница надмено смета дека треба нас да не команда контролира и координира и да ни кажува како треба. Така да тие се соочија со тој проблем да се спречени или ограничени да можат да ги истераат сите своји политики кои ги сакаат. И сега доколку вие вклучите Босна со цирка 4 милиона, Србија со колку е, не знам, 7-8, Косово со 2, ајде да ги споиме, веќе имаме 13, Албанија со 3-16, Косово има 20 милиони жители, тоа вие како уште една Романија да се внеси. Тоа значи дека е тоа една нова бројка на европратеници кои ќе ги сменат нештата. Второ, се уште Европа има ротирачко председателство по 6 месеци. Рачунајте сега кога ќе влези, ако така бубањот, нели, влеземе поред и рачунајте сега Европска унија која си е навикната да биде пример еднаш Полска, еднаш Кипар, па после ќе биде Франција, па после ќе биде Бугарија, па после Бугарија ќе дојде Белгија, така да има некаква поголема, да кажеме, флексибилност во политиките и промовирањето на политиките на тие држави како такви. Рачунајте во тој бубањ да влезат и пример председатели на Европа 6 месеци да бидат поред по ваков редослед. Косово, Србија, Црна Гора, Босна, по Македонија. Мислам дека може ми нам ке ни одговара како нации овде на Балканот, ама мислам дека Европската унија нема баш многу да биде среќна во тој период. Така да на крајот се сведува се на една работа. Мене ми се многу чудни луѓе кои повеќе се грижат за интересите на Европската унија или на Германија, а не се грижат за интересите на Македонија. Или повеќе се грижат за интересите на соседите, што ќе се случило во Бугарија, што ќе се случило во Албанија, што ќе се случило во Косово. Да, мене ме интересира да е мирно и стабилно, но извинете, јас како човек, мојата матрица Македонија пред се. Значи Македонија на прво место, интересите на Македонија, на сите граѓани на оваа држава, а после се останато. И мене ми се чудни луѓето кои почнат, знаеш, Франција вака, Албанија вака, Босна, гајле ми е. Озбилно гајле ми е. Значи, прво треба да се грижиме за сопствениот интерес, националниот интерес на Македонија, сите граѓани на Македонија, после тоа да имаме емпатија и грижа за соседите, а после се останато. Така да не можеме ние да се правиме поголеми европејци од Европа.
А има луѓе кои се во тој филм влезени и искрено ви кажам не ми се јасни, освен дека имаат или интереси или изместена матрица. Друго не можем да согледам. Последниот нацрт извештај за напредокот на Македонија на известувачот Вајгел вели забрзани реформи, уставни измени и поголема поддршка од ЕУ за евроинтеграцијата. Како три, еве да ги кажам, клучни забелешки нотирани во... Кога сме се дружиле со Тео Вајгел. Генерално дали можеме да направиме нешто во тоа забрзување на реформите, како сплет на домашни задачи што ги споменавте меѓу другото претходно, дополнително и уставните измени кои што се кочница за која што... Не, уставните измени нема да се случат. Нема да се случат додека не се прецизираат и детерминираат. Кога вас актуелен претендент за премиер, а председател на Бугарија, доскорешен, неговата подпредседателка, сите министри и европратеници ви кажуваат дека уживајте Македонија и да смени, има по пат каде се да ги блокираме и кај сакаме. Тоа ви кажуваат дека влезот не е извесен. Нема да се случи. Што ме така? Тогаш ние правиме уште една остапка која нас не осакатува дополнително затоа што се знае што следи на тој процес. Внатрешни роварења, барање на кажете го на како се викаше, на балансер при вработување, барање на изучување јазик во школски систем, блокада историска и се додека не влеземе. Не. Инаку ќе се смени тоа. Ние прво треба да си завршиме домашната задача околу системот, институциите на системот, владење на право, мерит систем, кариерен раст, сообраќајни правила, градежни правила, урбанизам, екологија, тоа што многу мина се себични се засегнати, еве са законот за пушење. Сите би во Европа, ма никој не би ко во Европа. Кај одите во Европа, во кафана, заградена на тротоар, на главна улица, па цела со мушами обложена, и сите што се не пушачи не влегуваат, ама пушачите уживаат. Јас сум бив пушач, сега не сум, и извинете, сметам дека е себично. И се сите што креваат джева затоа што се себични. Им сега ќе се љутат, мене ќе ме псујат, се и се што, но каде во светот сте виделе еве на главна улица, во било каде, Париз, Рим, Будимпешта, каде сте виделе кафич од 40 квадрати, со 200 квадрати заградено, и не внатре да не може и надвор, да не може и цело застаклено направено, и вика плаќаме по 30 денари од квадрат месечно на општината. Ми е гајле за парите на општината што мене ми пречите, ми ја блокирате улицата. Правите мушама парти. Или, еве сега се лутат, се затворил тој кафич, тој ноќен клуб, тоа не е ноќен клуб, шупа е. Кој бил во ноќен клуб, знае како изгледа ноќен клуб. Треба вложиш 3 милиона евра. Треба да со таван висок, не знам, 10 метра, со вентилација, шмукачи на воздух, овона. Колку такви клубови имаме кај нас? 1, 2, 3? И тие кои се такви не работат по стандарди. Па дека не работат по стандарди, такви глупости не се случија, имаме несреќи таму кај што стои незапалив материјал, некој ставил сунгер. Ние импровизираме, да се разбереме. Кај нас закон има за се. Но дали се почитува тоа? Не се почитува затоа што некој нешто ќе ти потпикне и ќе го прекриеш. Ќе дојде инспектор, позади ова ќе ставиш нешто што не треба и ќе го прекриеш, и ќе ти намигне, ти ќе го почастиш и готово. Се е човечки фактор кај нас. Јас се убив зборење од тоа дека ние имаме проблем со човечкиот фактор. Погрешни луѓе на прави места. Значи ставате луѓе каде што треба да има висока морална и етичка одговорност, а ја нема. Јас се шокирав кога видов дека во одредени органи на управа дека инспектори имаат смешни плати од не знам 35.000 40.000. За тој што треба да контролира мито, корупција и злоупотреби, даваш плата како што во некои институции чистачката зема. Според мене, исто како што се буне адвокати, судиите и обвинителите, јас се сложувам што имаат супер плати. Кај е одговорноста за сработење? А да, јас сметам дека судиите и обвинителите треба да имаат уште поголеми плати. Ако имаат 80, 90, 100, 120.000 до 150 некој вуставен или не знам каде, одлично, 300 нека имаат. Ама може вака? Ако две одлуки им паднат, ако има злоупотреба или било што, трајно одземање на лиценца, казна, шиканирање, може ли? Значи, ние си играме, ние договараме и колективни договори кои правиме, ниво на одговорност го намалуваме и кој како се договорил како група, да кажеме, во една средина,
а не гледаме кој што сработува за тој износ, за таа плата. Или ќе ви дојде некој ќе ви каже многу пари ви се. Кој си ти да кажеш дали ми е? Значи нивото на одговорност кој некој ја сноси за одредена работа, не е прашање на интелигенција само или прашање на образование. Тоа што го работиш, колкава е одговорноста која сносиш? Одговорноста се плаќа. Според мене, апсолутно се согласувам сега што драстично се зголеми платите на професорите. И се израдуваа сите. И сега дојде покрај морковот и стапот, нели? Министерката, кажете, Весна Јаневска вели ревизии, контроли, проверка, звања. Не може, како не може? Како не може? Значи сакаш да лапаш огромна плата, а да не сработиш ништо, да немаш никаков импакт врз општеството, да не се замараш дали има или нема студенти, не може така. Значи пари ќе има за тие што ќе останат. Другите, чао. Мислам дека ни се искварија вредностите, почнеме да живееме во голема комфортна зона. Сите глумат елита, сите одат по 6 пати на одмор и пак се жалва дека нема пари. Не оди така. Лепчето се заработува со труд. Сработи, ќе бидеш платен. На крајот на криштата ќе направам паралела со спортот. Најаките кошаркари се на стартот на кариерата во НБА лигата, кои играат за кикирики. За ич пари. Од нив само 5% добиваат огромни плати. Ама добиваат од кои ќе сработат, од кои ќе се докажат. Ние тоа кај нас го немаме. Ние мислиме дека нешто ни е заслужено или од Господ даено, или затоа што татко ми, чичко ми, внук ми, брат ми, братучет ми од партија или не знам кој, не пикнал негде толку, ќе бленеме до пензија. Затоа нема напред. Ние немаме додадена вредност, немаме ефикасност и трудот, реално и тие пари што ги зема добар дел од народот, нека се навредат слободно, не ги заслужуваат. Уште кратко прашање, се очекува утре во посета да биде генералниот секретар на НАТО Марк Руте, тоа би била прва негова посета, нели како прв човек на НАТО. Меѓутоа, ако гледаме нели претходно во ноември, меѓутоа дојде во друга функција како премиер на Холандија, очекувања. Ние сме полноправна членка на НАТО. Нашата армија ја реформираме според стандардите на јужното крило на НАТО. За нашето небо се грижи грчката армија. Ние немаме, нели, авионите ги дадовме поклон назад на Украина во борба со Русија. Се појачуваме со хеликоптери, пред се транспортно борбени, кои треба да ни дојдат, нели, од италијанска Леонардо, таа набавка која е веќе направена. Ние сме генерално пешадици, мислам дека АБХО имаме, нели, хемиско-биолошко оружје. Ги спроведуваме стандардите. Намален е драстично бројот на воени објекти во Македонија кои се користи, се професионализира армијата, се надевам дека нивото на плати и сигурност кај војската ќе се зголеми. Мислам дека по тоа прашање добро се работи. Составен дел сме од НАТО, барем тука не гледам дека негде се таласа нешто или се љуѓа. Мислам дека еве министерот Мисајловски година и пол, скоро две, активно работи на решавање на проблемите и на состојбите, така да сметам дека посетата на Руте ќе биде, еве да кажеме, информативна, да се биде во тек со тековното работење и функционирање наше и адаптирање кон принципите и стандардите на тоа што е НАТО во Македонија. Ние не сме некој голем играч во мисиите кои се праќаме, нели, по 10, 20, 30, 50 души, така да тоа е тоа. Не сме проблематични, а сме дел од тоа НАТО семејство како заштита, така да ова го гледам како една официјална посета или обиколка на уште една држава која е членка во НАТО алијансата. Така, и добро, во ова сега геополитичко цело обкружување, може би ете и добар момент да се разгледува целата состојба која што сега нели го сврте вниманието на целата светска јавност. Благодарам многу што бевте заедно со нас. Верувам дека секогаш кога разговараме вака, една со друга тема се надополнуваат и се тесно поврзани, но секако се во интерес на граѓаните, она што директно нас не засега, рековте, системот се гради кога и од индивидуално па потоа на колективно ниво ќе гледаме како сите директно влијаеме за да имаме еден подобар и пофункционален систем за сите граѓани. Апсолутно, да не бидеме себични,
Да, да си го гледаме сопствениот интерес, секој на крајот на краиштата секогаш го гледа, но кога се грижиме за сопствениот интерес, да не работиме на штета на останатите околу нас и на државата, да си ја сакаме за да си ја имаме, да си ја зачуваме. Ви благодарам уште еднаш. Беше задоволство. Почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме повторно во студиото, бидете со нас.